Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, мерките и политиките на институциите, предводени од СДСМ и во време на глобална криза, даваат резултати. Платите и пензиите растат, се отвараат нови, квалитетни работни места. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, просечната плата за јуни годинава изнесува 31.869 денари, јунската нето плата е зголемена за 10,9% во однос на истиот месец од 2021 година. Во изминативе 5 години двојно ја зголемивме минималната плата. Просечната плата се зголеми за околу 1/3 на над 500 евра. Платите растат и ќе продолжат да растат во сите сектори. Веќе од септември следува покачување на платите во образованието и детската заштита. Платите во Министерството за внатрешни работи ќе се зголемат за 5%. Со новиот закон за служба во армијата, платите во одбраната од септември ќе се зголемат просечно по 2000 денари. Се грижиме и за пензионерите. Пензиите во последните 4,5 години се зголемени за над 2000 денари, а од септември, благодарение на новата методологија, следува ново историско покачување на пензиите. Во рамките на нашите заложби за заштита на стандардот на граѓаните, секој пензионер со мартовската, априлската и мајската пензија доби по 1000 денари помош. Почитувани, со одговорни и ефикасни економски политики, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз го штити стандардот на граѓаните и истовремено обезбедува услови за динамичен и конкурентен развој на економијата и отварање на нови квалитетни работни места. Само најновата голема странска инвестиција со која ќе се отвори фабрика за целосно производство на електрични автомобили во Тетово, ќе отвори најмалку 900 работни места, но ќе предонеси за севкупниот економски развој на државата. Сето ова е показател дека економијата е стабилна, динамична и развојна, подготвена да се носи со идните предизвици. Грижата за граѓаните е наш врвен приоритет и во време на глобална економска криза остануваме посветени на мерки и политики кои обезбедуваат повеќе пари во секое семејство и развој на економијата. Ви благодарам. Дали има прашања? Доколку нема, ви благодарам.